во живо од кристалната сала на офицерскиот дом, каде изминатиот викенд во центарот на вниманието беше модата. И тоа не е она мода што бабите битолчанки секојдневно ја презентираат на битолската Шамзелизе, туку модните креации кои беа изработени од вештите раце на средношколките, на текстилната насока на средното општинско средно училиште, така и даскалот во улога на манекенки, беа истакнати битолчанки кои сакаја да ги носат овие креации. И како што гледате од кадрот на нашиот снимател околу мене, многу девојки кои се заслужни за оваа манифестација. Прво ќе се обратам кон модниот дизајнер Божиловиќ Весна. Идејата ваша беше пред 2 години. Да, идејата настана пред 2 години. Продукција Божиловиќ, која е и автор и идејно решение даде за овој настан. Сакаме да одиме со чекорот на случувањата како се одвиваат, односно видовме дека младите претежно се ориентирани кон IT секторот, стручното образование, стручните насоки некако веќе не им се во фокусот на вниманието, а продукција Божиловиќ во фокусот на вниманието ги има младите, афирмација на културата меѓу младите и поттик за предприемништво меѓу младите. Имаме одлична соработка со Средно Стопанско училиште и сме имали досега успешни неколку проекти и од тука идејата да направиме, да најдеме некоја форма на соработка, така да можеме да ги поттикнеме младите да бидат креативни, да размислуваат на предприемништво, едноставно да ги охрабриме да дојдат полесно до финансиска независност и да бидат своји. Ако минатата година, ако во центарот беа средношколките од така и даскалот, оваа година чинам излеговте од општинските рамки. Да, првата година беше некако тести за сите нас, да видиме дали идејата ќе може да се реализира. Ова година одлучивме да излеземе од локални рамки, така да ги поканивме, соработници ни беа, односно наши гости беа, другите текстилни училишта од другите градови, имавме гости од Прилеп, Струмица, Штип, Богданци. Наредна година веќе планираме да бидат и останатите училишта, односно Битола и Креативен ден да биде домаќин и останатите текстилни училишта од државата. Сигурно дека оваа манифестација не можеше да содржи доколку искрена рака не подадеше и културниот информативен центар, тука со нас и директорката Лиди Бошевска. Лиди, што значи ова за локалниот предприемачки дух? Навистина прекрасна идеја. Уште минатата година, кога Весна и професорките ни изложи идејата, не можевме да не ја поддржиме. Стана наша, да речам, веќе традиционална активност, која што е дел од рамките на годишната програма за работа. Навистина одлична идеја, ученичките ги поддржуваме во секој поглед, исто така многу не воодушеви целата таа посветеност и на Божиловиќ продукција и на професорките со каква желба и каков жар сакат да придонесат за работата на својот текстилен смер. И развојот на младинското бизнис предприемништво е навистина многу значајно. И сметам дека ние како јавна општинска установа треба да даваме и ние поддршка како заедница општината на младите, поготово на ова сфера на едукација, односно на образовниот систем, бидејќи тоа се работи всушност за стручно образование, кој што ја гледа својата иднина токму кај развивањето на таков бизнис предприемнички дух кај учениците. ИЦ е последно време местото каде што се одржуваат многу културно-забавни содржини. Дали и до година може да очекуваат вашата подадена рака? Да, ние веќе имаме подпишано договор за соработка, значи три партнери, Средното општинско училиште Таки Даскалот, Божиловиќ продукција и Културен информативен центар, значи ние сме партнери во целата ова, да речам, целиот овој потват, така што секоја година ќе гледаме да бидеме поуспешни, поорганизирани, мислам дека малку по малку оправдуваме довербата на граѓаните. Господјо Божиловиќ, вие, како што кажавте, имате 20 годишно искуство во дејност, но овој пат во улога на манекенки се појавија истакнати битолчанки. Како го прифатија тоа и кој беше бенефитот од тоа? Јас толку верувам во оваа идеја, така да воопшто не се сомневав дека меѓу нашите сограѓани има квалитетни, ајде да кажеме, дами кои има пленати со убавина и интелектуален капацитет.
Така да во саботата на 10 имавме на едно место многу убавина и многу интелектуален капацитет. И многу малку треба за да направиме нешто убаво за ова наша заедница, да направиме подобри услови за работа и поздрава клима за работа на младите, да ги вклучиме, да ги имплементираме во заедницата. Така, сметавме дека едни квалитетни дами, реализирани успешни во својата дејност на работа, дека можат по-голема, по-силна порака да дадат, отколку тоа да се млади девојки и манекенки, секако, секоја чест на сите девојки, но сметавме дека за овој формат на работа многу по-силна порака ќе испратат дамите кои се успешни во својата работа, а на некој начин, еве, одвојуваат од своето време, да му оддадат јавно признание на учениците, на текстилците, за тоа што го изучиле. Значи, едноставно, од целата полна агенда која имат активности, нас тешко ни одеше од рака да се организираме со сите проби додека се изработуваа креациите, но постоеше добра волја за работа, добра енергија и сметаме дека на тој начин тие дами им праќаат силна порака меѓу учениците дека тоа што го учат во средно има значење, има вредност, има веднаш применлива вредност да се вклучат во заедницата. Јавно им го признава тоа што го изучиле. Но сепак, пајнтата ми беше дека битолченки малку се големџивки, како го прифатија тоа да бидат на модната писта и сепак покаже една хумана дејност, ги откупи овие, така да речем, носи. Да, тоа и целиот концепт е, како што кажавте, значи тие ги носат креациите, а на крајот ги откупуваат, односно донираат одредена сума кои што сметат дека ја заслужува креацијата и тие средства одат за поддршка на кабинетот за практична настава. Од минатата година веќе професорките им беа среќни што можат да ги вложат средствата да купат разбој. Значи, еве, уште една алатка за обогатување на практичната настава, учениците да можат уште една вештина плюс да изучат, така да ова година веќе повторно имат планови како сето тоа да го направат да биде уште поразновидна програмата за практичната настава и верувам дека ќе биде тоа на задоволство на сите, особено на новите ученици кои ќе се запишуваат во текстилно училиште. Сепак најдобра атмосферата со ученичките можат да ни ја доловат трите професорки кои се во овој текстилен одсек. Чина минатата година имаше само 4 ученички. Колку ова манифестација придонесе да се зголеми интересот за текстилниот одсек? Па нашата пожртвуваност и работа со срце, оваа година ни овозможи да имаме 10 ученици во прва година и со тоа што секоја година имаме поквалитетни ученици и ученички кои што ова вистински сакаат да го работат во иднина. Се трудиме со овој настан, значи ова е наша воннаставна активност надвор од нашето работно време. Значи сите ние три колешките Анита Стефановска и Живка Танушева и Цанева, значи се трудиме максимално да направиме се што можеме за нашите деца, а и идните наши ученици да видат дека овде ќе бидат среќни и професионални модни дизајнери. Така, прашање за Анита, сепак се работи за средношколки. Како тие го прифати овој предизвик, сепак се работи за едни модни креации кои излегуваат пред публиката? Значи, како секој ученик, како секој млад човек го прифатија предизвикот, од почеток беа малце збунети, се консултираја со соученичките од ланската година, некои учествуваа и лани ова година и на крајот имавме вистина добар резултат. Беа презадоволни, можеа да работат заедно со дизајнерите на своите креации и на 10 јуни го покажаа она што вистина го знаат. И за последната професорка, каква е атмосферата после овие два настани кај самите ученички и дали ова ќе го поттикне тој креативен дух кај средношколките? Сигурно дека ќе биде поттикнато. Атмосферата после модната ревија, ученичките ни беа превозбудени. И прво нешто што не праша беше кога ќе почнеме да се спремаме за наредната. Така, вие само работите, организацијата е во рацете на Весна. Весна, што можеме да очекуваме до идната година? Може ли ова да излезе од рамките надвор од државата или пак Битола е позната по интернационални настани да прерасни и во еден интернационален аматерски фестивал? Пред себе сакале да видиме добри домаќини, да ни доаѓаат повеќе училишта, да покажат својата креативност и да имаат можност младите меѓу себе да се мрежуваат, да споделуваат добри практики и искуства,
а секако да го извадиме настанот и поширокот, значи да премине во нешто поквалитетно интернационално. Со вака добра екипа околу мене, јас можам само да кажам дека наредна година ќе имаме уште подобри содржини. Ви благодарам на сите за гостувањето. Вети толку за ова културна манифестација и само да кажам дека кога е во прашање Битола, не треба да се сомневате во модата, затоа што ќе битолчани и битолчанки е ставило правилото. Може би нема да има толку на трпезата, но зубав стајлинг секогаш ќе се грижат.